Што предвидуваат прописите за заштита од пожар во вакви објекти каде што има присуство на поголем број граѓани во однос на поставеност на противпожарни апарати, систем за заштита од пожари, противпожарни излези? Што предвидуваат прописите? Значи предвидуваат соодветни материјали прво, користење на соодветни материјали. Не може било кој материјал да се користи во вакви објекти. Понатаму, она што вие споменавте, дојавувачи на пожари, прскалки автоматски кои ќе гасат пожар, понатаму противпожарни апарати, соодветни отвори за вентилација или систем за вентилација и довод на свеж воздух, евакуација, значи врати прописни за евакуација, врати кои што ќе се отвараат кон надвор, кои што ќе имаат кочница на себе, кои ќе се отворат да застанат во таа положба, и ред други работи кои што се пропишани и само треба да се почитуваат. Ако се работи за голем број на посетители, тогаш објектот треба да се подели на противпожарни сектори, да може да се изолираат деловите каде нема пожар, да брзо се изолираат и така натаму. Значи мерките ги има, само колку се почитуваат е под знак прашање. По мое скромно мислење, ако овие мерки се бараат од сите објекти, мислам дека повеќе од половина објекти во државата ќе треба да ги затвориме. Јасно е дека употребата на пиротехниката била клучна за избавнување на пожарот. Дали при употреба на вакви средства е потребна дополнителна противпожарна заштита? Тоа е прашање кое се наметнува после она што го видовме. Јас колку што знам, не сум некој голем стручњак во таа област, меѓутоа јас колку што знам, дури и за пиротехника надвор се бара соодветна дозвола за користење. Во така стеснет простор, релативно низок и така натаму да се внесе пиротехника и да се користи е дополнителен голем ризик за кој што требало да постои свесност кај оние кои донесле таква одлука. Значи, многу е битно свеста и совеста кај сите оние кои што носат некакви одлуки да биде на многу високо ниво, затоа што без тие две компоненти тешко дека ќе можеме да се избориме за подобар и посигурен живот, не само за нас, туку најмногу и за помладата популација.